Разговараме со деканката на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професор доктор Драгана Кузмановска, и со неја ќе позборуваме за сите оние активности кои што следуваат во овој период пред уписите на идните бруцоши, идните студенти на Филолошкиот факултет. Деканке, добар ден, добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам за отстапеното време што ни дозволивте ние како Филолошки факултет да бидеме застапени и на вашата телевизија и да кажеме неколку збора за оваа убава професија. Впрочем, вие денеска сте во Струмица, има една интересна работилница со ученици и овде сме во просториите на Europe House, па може ли да ни кажете која е целта, каква работилница се спроведува денеска? Ние со нашите колешки од средните училишта договоривме овој прекрасен простор на Europe House да го искористиме денес по еден повод на нашите идни колеги, да им ја доближиме нашата програма, односно програмите на нашиот филолошки факултет при УГД Штип и пред се најмногу да истакнеме дека ние како УГД и како филолошки факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип се грижиме за нашите млади, за нашата иднина. Како го правиме тоа, сигурно ќе го поставите тоа прашање. Се обидовме оваа година да направиме, односно да издвоиме средства со кои што ќе бидат платени по 10 партиципации за сите студенти на сите студиски групи. Значи на групата за англиски јазик и книжевност 10 стипендии се обезбедени, на групата за германски јазик и книжевност, за италијански јазик и книжевност, турски јазик и книжевност. Исто така имаме по 10 стипендии за првиот уписен рок. Намерно или ненамерно ја изоставив групата по македонски јазик и книжевност, бидејќи знаете дека ние секоја година се грижиме за македонистите, односно на тој начин ја покажуваме својата грижа за мајчиниот јазик. Сепак ние како национална катедра треба да и посветиме поголемо внимание. И како го правиме тоа? Секоја година нудиме стипендии за оваа катедра, а оваа година ги стипендираме сите што ќе се запишат на групата за македонски јазик и книжевност во првиот уписен рок секако. Значи за другите студиски групи по 10 стипендии, а за националната катедра македонски јазик и книжевност сите студенти ќе бидат покриени со партиципација. На кој начин се рангираат студентите кои што ќе добијат стипендија? Првиот уписен рок најдобрите 10. Така. Значи сепак успехот, нели, има некое меѓутоа имавте уште една можност, тоа е да напишат матурантите есеј. Како беше интересот? Заврши, мислам, се уште ги пребројуваме, значи пристигнатите есеи, се прават комисии кои што стручни комисии од наши колеги кои што ќе ги прегледуваат и врз основа на нивните, нели, оценки ќе бидат наградени 4 кандидати кои што ќе добијат пак стипендија на било која од единиците на УГД. Значи не само на Филолошкиот факултет, туку и на другите наши факултети кои што се при Универзитетот Гоце Делчев Штип. На овој начин ние сакавме да покажеме дека се грижиме за младите. Значи не ги оставаме сами. Знаеме дека финансиската конструкција на нашето население е на завидно ниво, на многу ниско ниво и ние се обидуваме, значи од петни жили, што би рекол нашиот народ, да обезбедиме вакви стипендии. Се надеваме дека барем малку ќе успееме да ги задржиме нашите млади во нашата убава, прекрасна Македонија, која што навистина си ја сакаме, си ја цениме и сакаме да младата популација да остане во нашите рамки, во рамките на нашата Македонија, бидејќи тие се нашата иднина. Без млада популација ние не можеме да очекуваме некоја сјајна иднина. Така, ќе има ли отворени денови на Филолошкиот факултет да можат студентите да дојдат да ги зирнат, можеби просториите веќе со рестрикциите малку намалено, да. Не сме планирале на тој начин да се презентираме, се обидовме оваа година, нели во разговор со средношколците да правиме ваков
тип на работилници, сметајќи дека на овој начин ќе им биде поинтересно, нема да бидеме здодевни, па да кажуваме оваа програма, па ќе се изучува ова, вака ќе биде така, туку на еден непосреден, неформален начин да им се доближиме на средношколците преку една ваква работилница каква што денес подготвивме со интересни факти за сите јазици. И насловот на оваа работилница гласи "Дали сте знаеле дека?" И на вистина, еве, првата група помина денес, беа воодушевени од сознанијата нови, некои ги познаваа, некои не, но на еден интересен начин дојдовме до комуникација и до зближување на значењето на странските јазици за нашата иднина. Имате ли чувство дека ваквите активности придонесуваат да им се доближи не само било кој од факултетите што ги нуди филолошкиот факултет, било кој од катедрите на идните студенти? Имате ли чувство дека тие многу повеќе разбираат што значи да се стане студент на филолошки? Сепак непосредните контакти со средношколците мислам дека го даваат својот максимум, бидејќи во непосреден контакт со нив ние добиваме фидбек дали сме разбрани или не, дали сме во правилен, дали одиме во правилна насока или не. Сепак тие се тие што треба да не оценат, односно да кажат дека да, вие даваме довербата и сакаме идните 4 години на академското наше студирање да бидат со вас или не сакаме. Ако сакаме, зошто е тоа што сакаме, ако не сакаме, зошто пак не сакаме. Сведоци сме дека нашата младина уште по завршувањето на 4-та година средно образование заминуваат во странство. Тој одлив не можеме да го сопреме, меѓутоа се обидуваме на било каков начин да ги задржиме, да им покажеме дека и овде може да се живее, да се твори, да се прават успеси. Значи, најбитно, или еве како совет на сите средношколци е да го студираме, да го учиме она што го сакаме, бидејќи овде сме најуспешни и можеме да го дадеме својот максимум. Може ли да им кажеме на средношколците кои што матурираат оваа година од овој регион, кои што не следат, кои се можностите, кои јазици може да ги изучуваат на филолошкиот факултет во Штип и овде на диспецираните студии? Да. Повеќето знаат дека ние како филолошки факултет при УГД Штип имаме дисперзии во Струмица. Овде ни се застапени катедрите по англиски јазик и книжевност, како една од поголемите катедри. Знаете дека англискиот јазик е најсаканиот или најбараниот, а овде имаме и катедра по италијански јазик и книжевност во Струмица, додека во Штип, освен англиски јазик и книжевност, италијански јазик и книжевност, германски јазик и книжевност, имаме турски јазик и книжевност и секако македонски јазик и книжевност. Тоа се катедрите кои што се при нашиот факултет. Колку сте задоволни од новозапишаните студенти секоја година на странските јазици и на катедрата за македонски јазик и книжевност? Па интересно е тоа што на катедрата за македонски јазик и книжевност, нудејќи стипендии, значи веќе неколку години уназад, видовме дека на вистина интересот се зголемува и на вистина во прав момент сме реагирале преку подпомагање на финансиско подпомагање на нашите идни студенти да им го доловиме да го студираат тоа што на вистина го сакаат, односно мајчиниот македонски јазик. На другите катедри англистика има интерес како и секогаш, другите катедри гледаме дека имаат намален интерес. Причините ги бараме, постојано истражуваме на терен што се случува, зошто е тоа така и мислиме дека најмногу иселувањата ни прават проблеми, односно се иселува токму она категорија на лица која што е подготвена да студира. Значи тие заминуваат или на студии во странство или заминуваат да работат. Значи таа категорија не е присутна повеќе во Македонија и поради тоа бројките се такви какви што се. Значи намален е интересот за студирање на странските јазици. Освен англистика и македонистика, каде што забележуваме зголемување на бројките и што ни е навистина мило, па затоа оваа година се решивме да стипендираме по 10 студенти на другите катедри, да видиме дали на овој начин ќе можеме да
ги задржиме младите овде. Имаме и странски студенти кои што на Институтот за македонски јазик го изучуваат македонскиот јазик за да може да продолжат со студиите. Од кои земји најмногу имаме студенти и најмногу интерес, интересот за имаме една огромна бројка на турски студенти кои што една година го изучуваат македонскиот јазик на Институтот за јазици при Филолошкиот факултет Угада Штип и потоа продолжуваат со студии дали на медицинскиот факултет, еве имаме на англистика некои од кандидатите, но имаме и од Грција студенти, што е навистина за пофалба од соседството, но најголем ни е бројот од Турција и најмногу од тие студенти се запишуваат на медицинските науки. Мислам дека таму е најголема нивната застапеност и бројката, значи од прилика би рекла, некаде околу 300 и нешто студенти го изучуваа македонскиот. Да, тоа е навистина за пофалба, како да кажам, бидејќи еве тие доаѓаат овде, година учат македонски јазик, цела година се подготвуваат да се инфилтрираат понатаму на другите факултети кои што Угада ги нуди во своите рамки и навистина успеваат во тоа. Деканке, што им велите на идните студенти, кои се предностите од изучување на македонскиот и на странските јазици, каква е перспективата? Дали може да се надеваат на вработување по завршувањето на студиите? Ние се трудиме како факултет веднаш да воспоставиме врски и со приватниот сектор секако и со државните институции, бидејќи тие прво нам ни се обраќаат за вработување и еве сега во последно време дури како апсолвенти наоѓаат свое место во училиштата, дали ќе бидат на замена или ќе бидат во подготовка за нивно вработување или стажирање, значи се обидуваме на тој начин да им помогнеме да си го најдат своето место. Бидејќи во Штип и околината знаете дека имаме многу приватни фирми кои што соработуваат со странство и тие бараат најмногу преведувачи. И овде интересот е голем, но во последно време дури, како да кажам, не можеме да најдеме невработено лице. Сега тоа не знам дали се должи на премалата заситеност од претходните години на филолози во Штип и регионот или пак на иселувањата. Значи, дојдовме во ситуација да бараат германист завршен за вработување, стално вработување со солидна плата за нашите простори, да не можеме да одговориме на тоа прашање, бидејќи сите се или веќе вработени додека студираат, или се заминати во странство и не се присутни овде. Така да ние се трудиме да тие врски со приватниот сектор и со државните институции да бидеме ние како посредници, за да можеме да им помогнеме на студентите да го најдат своето место, бидејќи тие освен наставници може да бидат и преведувачи, толкувачи, може да бидат лектори во различни телевизии, списанија, весници. Значи палетата за вработување е поширока за разлика во минатото, сега имаме поотворени врати и се обидуваме на секој начин да, бидејќи јас секогаш велам, ние сме едно филолошко семејство кое што се грижи еден за друг. И ние за студентите, а се надевам дека и студентите за нас се грижат, со тоа што ни возвраќаат со добри успеси. Во Струмичко последниве години се забележува недостаток на македонисти. Каква е ситуацијата еве во Штип и регионот? Па мислам дека е слична ситуацијата, дека еве веќе и апсолвентите ги повикуваат во училиштата да работат, дали на замена или кога ќе имаат некоја прилика, и тоа ме радува до некаде, бидејќи еве имавме едно стагнирање на запишувањето на студенти кои што ќе студираат македонистика. Сега бројот се зголемува, евидентно се зголемува, дали врз основа на партиципациите доделени или врз основа на барањата. Меѓутоа, се надевам дека и понатаму ќе продолжи ова зголемување на бројките, бидејќи таа катедра ни е од национално значење. Значи, ако ние не си го доволно познаваме мајчиниот јазик, не можеме да бараме да го познаваме повеќе странскиот јазик. Значи, тоа е нашата основа, нашата база од која што поаѓаме понатаму. Еве и законот за високо образование неодамна нели се промени и се бара во секоја институција да има вработено лектор по македонски јазик, бидејќи
значењето е огромно. Секој текст што ќе излезе треба да биде лекториран, а тоа го прави овластен лектор по македонски јазик, значи не може да биде било кој филолог, туку токму македонски. И мислам дека на тој начин ќе ја подигнеме и свеста кај сите граѓани за почитување и за изучување на македонскиот јазик, бидејќи познавајќи го својот јазик, мислам дека ќе можеме да се спознаеме и ние како народ и нација и нема да дозволиме да имаме такви удари од соседите какви што имавме во последно време. Так, ви посакувам многу студенти во оваа нова студиска година која што ќе имаме наскоро уписи и се разбира уште еднаш благодарам за одвоеното време за овој разговор. Ви благодарам и вам на гостопримството и на издвоеното време во вашата телевизија да гостуваме, а секако и на средношколците кои што денес издвоија време да се сретнат со нас и да позборуваат на темата филологија. Ви благодарам.